Со почетокот на октомври и намалувањето на температурите, дојранските рибари се подготвуваат за зимската сезона на риболов. Богат избор на риби, меѓу кои е и вкусниот дојрански краб, се надофат на поискусните од нив, а пречка за успешен риболов може да биде само премногу студено и ветровито време. Концесионерот на езерото од фирмата Фишилан вели дека постојано се градат нови мандри за предстојната сезона, кои ќе послужат за стариот начин на ловење риби со помош на птиците корморани. Зимската сезона почнува од октомври се до февруари месец. Како што гледате на терен си има изградено мандри, колиби, ги чекаме кормораните, веќе почнаа да доаѓаат и со тоа почнува и сезоната. Во моментот има изградено насеки, фунти, завети, како што се гледа и во кадарот. Стариот начин се користи од секој пат и ќе се користи во иднина. Стариот начин на рибарење почнува од октомври месец, кога доаѓаат птиците корморани, ја бркаат птицата од сред езеро и ја носат во мандрите. Во мандрите овде се врши заштита на рибата, се граат насеки со парнар, која рибата се заштитува и се лови. Костреш, краб, црвеноперка, лињак се најчестите видови на риби кои во моментот може да се уловат во Дојранско езеро, а според концесионерот уловот е задоволителен иако поради временските услови е намален во споредба со претходниот месец. Дополнителен проблем е порастот на езерското ниво, кој налага постојано да се поместуваат мандрите. Од една страна е многу добро што езерото се врати во својот вистински сјај, но од друга страна е отежни работата за ловење на риба. Но тоа не е толку значајно бидејќи водата се врати. А за фаќање на риба ќе се помачи малку поише, ќе ја фатиме рибата. Парче вели дека во наредниот период очекува изголемување на бројот на дозволите за риболов со почетокот на риболовната сезона.